Министре, добро вечер. Папандрео и премиер и министр за надворешни работи. Прва одлука укинување на Министерството за Македонија и за Тракија. Значи ли тоа некаков сигнал за можни добри преговори со Македонија околу споразумот? Јас најпрво би сакал да искористам приликата и честитам на новата грчка влада за изборот. Сметам дека ова е еден демократски избор на нивните граѓани и пред се новата влада на Грција ќе биде нова шанса за самата Грција и за прашањата и предизвиците со кои се соочуваа во последниве неколку години. Се разбира, ние имаме голем интерес и се надевам дека оваа нова шанса за Грција ќе биде и на одреден начин можност и за регионот да најдеме подобар заеднички јазик за да се движиме заеднички напред. Во однос на укнувањето на нивното министерство, што го споменавте, сметам дека тоа не е релевантно по однос на политичките констелации кои што ги имаме во билатералниот спор, туку претпоставам дека веројатно е и одредена економска причина заради исполнување на она што го ветија претходно дека ќе имаат влада со помал број на министри. Аналитичарите предвидуваат дека Папандрео би бил помек во преговорите со Македонија. Може ли да очекуваме таква реакција? Македонија со политичарите од фамилијата Папандрео има различни искуства. Едното искуство е со Андреас Папандрео, поранешниот сега покоен премиер на Грција, кој беше некаде во периодот од 93-96 година. Тогаш мислам дека имавме сериозни проблеми кога се случи трговското ембарго. Второто искуство го имавме кога што сегашниот премиер на Грција избран беше министер за надворешни работи и кога на еден начин прагматизмот во меѓусебните односи доминираше. И очекуваме да видиме што ќе донесе овој мандат на грчката влада, но добро е што главниот акцент на грчката влада ќе биде економијата во Република Грција. На економски план ние имаме заеднички интереси и сметам дека тоа може да биде и некоја појдовна основа за да ја унапредиме билатералната соработка. Премиерот Груевски вчера во честитката индиректно порача дека би сакал да го види Папандрео на заедничка средба. Тој ќе биде и министер за надворешни работи. Очекувате ли да некаква средба да може да се воспостави меѓу државниот врв во Македонија и во Грција, со оглед на тоа дека Бакојани неколку пати ги игнорираше вашите повици за средба? Ние сме отворени за соработка, ќе ни биде задоволство ако можеме на билатерално ниво или на мултилатерално ниво да имаме средби со нашите грчки колеги и да разговараме за прашањето од заеднички интерес. Предходно имавме едно неисполнето залагање од страна на претходната министерка, како председавач на ОПСЕ имаше најава дека е можно да ја посети Република Македонија, но за жал тоа не се случи. Грција се уште е председавач до крајот на годината на ОПСЕ. Знам дека добивме покана за 2 декември оваа година ќе се организира една министерска конференција во Атина во рамките на конференциите на ОПСЕ, каде што јас со задоволство би учествувал, но во секој случај ќе не биде драго ако новата грчка влада оцени дека е целисходно и дека истата би собрала на некој начин доволно прагматизам во себе за да настапи во една релација што ќе не доведе во почести контакти и во еден поблизок однос на билатерален план. Прашање за крај, сепак Папандрео ќе го има првиот тест во декември. Каква одлука очекувате Грција да донесе околу преговорите, можноста за добивање датум за преговори во Европската унија? Пред се тоа во голем дел зависи од извештајот што го очекуваме од Европската комисија. Очекуваме една фер проценка од Европската комисија и доколку условно кажано тој извештај биде позитивен во однос на потенцијалите на Република Македонија да отпочне преговори за членство, тогаш очекуваме тоа да има и своја политичка верификација на самитот во декември. До сега се има само еднаш случајно во историјатот на Европската унија Европскиот совет да не почитува препорака или да донесе одлука политичка различна од препораката на Европската комисија, и тоа било во не така далечната 1981 година, кога Европската комисија препорачала дека Грција не е подготвена да стане член на Европската економска заедница, но заради политички причини била донесена одлука од Европскиот совет дека Грција треба да се придружи на Европската унија. Ние би биле многу задоволни доколку се почитуваат критериумите воспоставени во Копенхаген и одредниците кои ни беа зададени при оценувањето на напредокот на Македонија. Господин Милошевски, јас ви благодарам.